A friend of mine. In Sweden we have a tradition that when you go to a library and want to buy a crime novel, there are a small yellow dot on the back of the book. Means this is a crime novel. И овој дел ќе го завршам затоа што ќе ви раскажам една анекдота од Шведска. Значи имам пријател библиотекар кој што работи и ми ја раскажал, работи библиотека во која што кога одите и ако сакате да земете или купите криминалистички романи, имате една мала жолта точка на позадината на книгата, на задната корица. My friend worked over a year as a librarian and he noticed that people were not reading Dostoevsky at all. Пријателот мој работеше како библиотекар повеќе од една година и забележа дека луѓето воопшто не го читаат Достоевски. So we put these yellow dots on all of Dostoevsky's books, and then suddenly in this town people started loving this new, very talented Russian writer. Real good crime stories. И тој го забележа тоа, забележа дека воопшто не го читаат Достоевски и заради тоа ги зеде сите книги, негови книги им стави малечки жолти точки. Па по известно време сите луѓе во тој град почнаа да зборуваат како има еден многу добар нов руски криминалистички писател Достоевски. Ви благодарам за одличниот инпут во дебатата и во дискусијата. Продолжуваме со професорката Шелева и мислам дека ова што го кажа авторот од Шведска одлично се вклопува со преокупациите на Елизабета Шелева како теоретичарка, затоа што она секогаш верувала во хибридноста на жанровите, во комбинацијата што современата литература треба да ја прави со другите форми, во креативниот речиси еротски диалог помеѓу литературата и филмот, литературата и теоријата, музиката и другите форми на уметност. Па се чини дека во овој контекст, професорке, вие можете да бидете во многу слична линија на линијата на авторот од Шведска. Која е вашата приказна, прво како читателка, но истовремено и како теоретичарка за книжевните жанрови денес? Благодарам за ова нагласување на аспектот читателка, бидејќи наспроти начинот на кој ме представи и фала ти за тоа, играта или разговорот, муабетот за жанровите, го гледам пред се како еден однос на љубов и прељуба со проштение. Зошто? Бидејќи треба да се биде тежок лицемер да не се признае појдовната, да речем, иманентна љубов што ја чувствуваме како млади читатели, или барем најголем дел од нас, признавам, јас сум ја чувствувала, кон одредени книжевни дела, без при тоа да се замараме на кој жанр му припаѓаат. Просто ги сакаме. Јас ќе бидам доволно искрена и не се срамам да кажам дека на свој 12-13 години се влюбив во Винету, кој што е, гледано од теоријски аспект, нешто како што е ова фройдизам, каубојски роман, вестерн роман. Меѓутоа, верувајте, јас во Винету како лик и како изведба открив многу повеќе, како што вика и гостинот Хокан, од само едно јавање низ прерија и борба меѓу индијанци и каубојци. Јас открив апологија на еден прекрасен принцип на благородност и се она што се уште го признавам, го сакам, го почитувам и по кое копнеам. Значи, сакам да речам, се зависи од тоа за каков автор, за какво дело станува збор. Не можеме генерално да речеме дека нешто не чини само заради жанрот на кој му припаѓа. Исто така многу ги сакав SF романите, односно она што се вика научна фантастика, пак од причини што тие всушност беа една длабока и филозофски втемелена и футуристичка представа, односно критика за тоа каков е поредокот. И морам да признам, голем дел од тие научно-фантастични романи денеска се наша реалност. Мислам, сето она што порано се сметало како некој, не знам, Матрикс или некаков посебен тип на поредок, јас сега со изненадување откривам дека во времето на компјутерите и дигиталната епоха апсолутно постои, значи, таа вистина на SF делата. Меѓутоа, она што
почнав јас да го правам кога почнав да се занимавам со пишување критика, беше всушност нешто сосем повеќе во доменот на ова што го реков прељуба, односно ме интересираше тоа што во таа тогаш современа и се уште актуелна литература се одвиваше како размена, интеракција меѓу жаровите, љубов меѓу нив, изневерување на нивните претходно строго дефинирани граници. И морам да признам, после во теоријата си најдов едно фантастично место, поаѓалиште, како да речеме, една Аркадија, односно ветена земја за оваа жаровска прељуба, во еден денес може би заборавен по име жанр кој што Михаил Бахтин го нарекува менипска сатира. И тоа на старогрчки значи, буквално етимолошки, сад со различни овошја. Значи, менипската сатира како жанр е сад со различни книжевни овошја, односно различни жаровски овошја. И Бахтин тврди дека целиот модерен роман е всушност повторно појавување или изникнување, воскреснување на менипската сатира, и тоа е она што, да речеме, на Маргарет Јурсен Аристо го признава, дури и се нервира што е така, кога вели дека романот ги сотрел, она вика ги прождрал, значи баш ги сотрел, сите други облици, односно ги собрал во себе, ги сега да речеме, високо литературно ги вшмукал и се нашмукал од нивните жаровски сокови влијанија, и при тоа останал не само здрав и читач, туку и се уште предизвикувачки. Тука морам исто да го спомнам, Достоевски апсолутно со тоа што е прељуба, жаровска прељуба на криминалниот роман, не само во Злосторство и казна, туку и на други, во други негови дела, исто така Дон Кихот, ако го земеме. И тој настанува врз основа на некоја жаровска побуна спрема витешките романи, тоа баш и професорот Урошевич на времето прв пат го спомнавме, а тој е се уште безсмртен. Дон Кихот зборувам и како образец на витештвото и како тип на писмо и така натаму. И да го затворам малку сега кругот, многу убаво рече професорот дека кај нас е жаровската литература на вистина може би подценета, непризнаена и слично, но јас лично имав прилика во два наврати да прочитам едно жаровски одредено дело од млад автор, кој што е тука меѓу нас во публиката, и да уживам во неговите хорор раскази. Тоа е Златко Гелевски, наш поранешен студент, кој што всушност во тој жанр на хоророт внесува нешто исто повеќе од строго тоа чувство на возбуда и страв, внесува една безпоштена критика на конзумеристичкото општество, на принципот на материјалност и така натаму, што во основа можда го имаме и кај Раскојников, иако тоа не е хорор, бидејќи и Раскојников се згрозува на тоа бабиште кое лихварски му ги цеди парите и само се богати на туѓата неволја и беда. Значи, љубов и прељуба, тоа би било накратко сега за овој прв круг. Ви благодарам, професорка.